Ова е еден од случаите каде што Министерството за внатрешни работи покажува дека неселективно се бори против криминалците во своите редови. Многу кривични пријави во минатото се поднесени против криминалците во редовите на Министерството за внатрешни работи. Така е постапено и во овој случај. Одделот за внатрешна контрола во рамки на спроведувањето на истрагата, по добиени информации во рамки на одделот, известил надлежен јавен обвинител, кој што надлежен јавен обвинител се согласил и дал наредба да бидат превземени действијата истата вечер. Проблемот е како дојдел до тие документи, пошто е припадник на 6 управа, станува збор за истражни документи. Што правел? Во овој момент не би сакал имали други пробиви. Во овој момент не би сакал како влијавал и тоа врз тој сегмент. Во овој момент не би сакал да откривам детали од истрагата. Ова сите прашања кои што ги поставивте се поврзани со самата истрага која што е во тек. Вие го знаевте лично, се вознемирите, се изненадивте од неговата Сите во Министерството за внатрешни работи се вознемирени кога гледаат дека некој криминалец се прикривал со униформа. Без разлика дали таа униформа е свечена, без разлика дали таа униформа е тактичка или таа е униформа која што ја носат припадниците на одделот за обезбедување на имоти лица. До каде е истрагата за припадниците на полицијата за случајот со пожарот во Кочани? Значи застанато е само на тие поранешни функции. Истрагата е во тек. Нема никакви работи за актуелни. Истрагата е во тек. Секој еден кој што без оглед дали сторил или не сторил одредено действие, врз основа на кое што ќе може да се извади причинско-последична врска со предметниот кривично правен настан, за разлика од предходно, сега ќе одговора. Зошто никој не постапувал по таа проблемска информација, објавивме пред неколку дена во Код? Ќе го утврдиме тоа? Зошто никој не постапувал и од предходни? Тоа исто така е дел од истрагата, ја гледав вашата емисија и сите останати дебати кои што беа отворени во јавноста, многу прашања се отвараат во јавноста. Добро е што е така, ве охрабрувам и понатаму да продолжите со отварање на прашања, но сепак во оваа постапка, во овој момент, носител на самата постапка е јавниот обвинител.